Ги следите регионалните вести. Вонредни парламентарни избори ќе има на 5 јуни. Одлуката е донесена на ноќешната седница на Собранието, на која се изгласа измените на изборниот законик. Собранието на Република Македонија по полноќ со 73 гласови за и 7 воздржани, како и 22 гласови за и 6 воздржани од пратениците кои не се мнозинство во Република Македонија, го донесе законот за изменување на изборниот законик по итна постапка, со кој се предвидува изменување на одредбата изборите да се одржат на 24 април 2016 година и се пролонгира датумот за 5 јуни 2016 година. Претходно предлог измените на изборниот законик по итна постапка беа изгласани од членовите на Собраниската комисија за политички систем и односи меѓу заедниците и законодавно-правната комисија. Собранието на Република Македонија пред полноќ во рамките на 95-тата седница со 83 гласови за и 3 против ја донеси и одлуката за изменување на одлуката за распуштање на Собранието на Република Македонија, поднесена од пратениците од ДУИ и ДПА и пратеничката Лилијана Поповска. Лидерот на СДСМ Зоран Заев вчера вечер изјави дека одлуката на ВМРО, ДПМН и ДУИ за одложување на изборите е уште еден пораз на Никола Груевски, кој според него ја признал својата лична одговорност дека нема услови за фер и слободни избори на 24 април. На пресконференцијата одржана по полноќ во партиското седиште, Заев рече дека потврдата од ЕУ и САД како меѓународни гаранти на договорот од Пржино, дека не се исполнети условите за избори, само покажуваат колку тие се значајни за еднината на Македонија. Полноќната одлука на ВМРО, ДПМН и ДУИ за одложено распуштање на Собранието е уште еден пораз на Никола Груевски. После сите лаги, измами и наетења, со денови криење од јавноста, Никола Груевски ја призна својата лична одговорност. Нема услови за слободни, фер и демократски избори на 24 април. Во Македонија мора да има и ќе има слободни, фер и демократски избори. Избори со прочистен избирачки список и реформи за слободни медиуми, на кои што сите граѓани и партии слободно ќе учествуваат. До 5 јуни може да глумите победници, но тогаш ќе видите кој е победник, му порача на лидерот на СДСМ Зоран Заев, председателот на ВМРО ДПМН Никола Груевски на пресконференција во партиското седиште одржана 1 час после полноќ. Тој рече дека нема да има ново одложување на изборите и оти на 5 јуни ќе има избори со или без СДСМ. Со ова поместување им даваме и последна шанса на СДСМ да излезат на изборите и да го погледат во очи народот, на кого му е наметнаа оваа политичка криза. Само со излегување на изборите се добива легитимитет и дорава од граѓаните. Затоа, Заев, ајде, собери храброст и соочи се со народот, наместо да се обиколуваш со луѓе кои те аплодираат за себе. И се пресекни што само за 1 месец се пролонгирале изборите и големиот пораз кој да чека. Инаку европратениците Иво Вајгал, Ричард Ховит и Едвард Кокан, кои се и последници на договорот од Пржино од 15 јули, по разговорите со сите партии во Скопје соопштија дека внимателно ја проследиле одлуката на мнозинството во македонскиот парламент за гарантирање на продолжувањето на процесот на договорот од Пржино и за поддршката за одржувањето на парламентарните избори на 5 јуни 2016. Иако жалиме за пропуштената шанса за наоѓање консензус меѓу сите партии, се надеваме дека темите за кои како медијатори разговаравме денеска со сите партии ќе помогнат за идентификување на критичните проблеми, што може да послужи како основа за постигнување на конечен договор, кој ќе ја гарантира веродостојноста на новите избори, порача европратениците. Тие подсетуваат дека целосната имплементација на политичкиот договор и продолжувањето со итните реформски приоритети се клучни за задржување на позитивната препорака за отпочнување на разговорите за асоциација со ЕУ, додавајќи дека нема кратки патишта и алтернатива за договорот од Пржино. Европратениците ги повикаа сите политички партии да пронајдат консензус за реформите, како единствен начин за гарантирање на патот на земјата кон евроатлантската интеграција и европската перспектива. Искрено се
надеваме дека сите политички партии ќе преземат напори да ги создадат условите за веродостојни избори. Повторуваме дека Европскиот парламент ќе биде присутен во текот на изборниот период за да ја поддржи оваа цел, како и стремежот кон демократскиот развој, кој пред се е во интерес на македонскиот народ, подвлекува во своето соопштение европратениците Вајгл, Ховит и Кукан. Американскиот амбасадор Джейс Бейли изјави дека ако секој работи напорно и игра според правилата, изборите на 5 јуни може да бидат кредибилни и да ја придвижат Македонија напред во надминување на политичката криза. Исто така со измените на изборниот законник се предлага одложување на датумот за забрането платено политичко рекламирање кај радиодифузерите, печатените медиуми и електронските медиуми, интернет порталите. Сега се предвидува од 27 февруари 2016 година радиодифузерите, печатените медиуми и електронските медиуми, интернет порталите да не смеат да емитуваат, односно објавуваат реклами финансирани од буџетот на Република Македонија, од буџетите на општините и на градот Скопје и на сите други лица на кои со закон им е доверено вршење на јавни овластувања. Уставниот суд денеска на седница ја прифати иницијативата председателот на државата да помилува лица осудени за изборни нерегуларности. Со 5 гласа за и 4 против помина иницијативата поднесена од адвокат на 2 февруари, која експресно се најде на дневниот ред на Уставниот суд. Иницијативата следува по отварањето на случајот Титаник од специјалното обвинителство, во кој осомничени се поранишните министри за внатрешни работи и за транспорт и врски Гордана Јанкуловска и Милијана Киевски, актуелниот секретар на владата Кирил Божиновски, градоначалникот на Пустец Едмон Темелко и уште 5 други лица. Во 2009-та имаше измени на овој закон и со тогашните измени председателот веќе немаше можност да помилува лица осудени за изборни нерегуларности. Разна урбана опрема и јавни објекти низ Гостивар стануваат мета на вандали. Законот предвидува казни до 400 евра за сторители на вакви дела. Наместо да се користи за намената и да се чува за идните генерации, урбаната опрема низ Гостивар се уништува. Клупи, корпи за отпадоци, автобуски постојки, детски реквизити за забава често стануваат мета на несовесни граѓани. Завршуваат искршени, нагрдени со недолични графити и нефункционални. Оштетувањето на јавните објекти и опрема е казниво според Законот за јавен ред и мир. За ваков прекршок глобите изнесуваат од 100 до 400 евра. Доколку станува збор за штета од поголеми размери и вредност со потенцијални посериозни последици, можна е и кривична одговорност на сторителите, стои во информацијата од полицијата. Најсвеж пример на уништување на урбаната опрема е детското игралиште во градскиот парк, чија изградба и уредување чинеше 40.000 евра. Ова забавно катче за најмалите од рацете на вандали страдаше и пред година и пол. Штетите беа санирани, реквизитите заменети, но дивењето се повтори. Од СВРТ-тово соопштија дека вчера попладне бил извршен увид. Точниот период кога настанало оштетувањето не може да се определи, но работат на откривање на сторителите и расветлување на поединостите. На списокот објекти и опрема од јавен карактер што се нашле на удар на поединци во Гостивар се испомено бележјата од НОП, летниот амфитеатар, клупите и канделабрите покрај Вардар, како и рециклираните гуми во кои учениците садеат цвеќе за денот на пролетта. Изминува и вториот месец во 2016 година, а загаденоста на воздухот во Тетово и понатаму е речиси секојдневна. Во изминатите 55 дена во годинава, 48 денови во Тетово се диша загаден воздух, покажуваат податоците од мерната станица за квалитет на воздухот на Министерството за животна средина. Колку за подсетување во интерес на човековото здравје е во една година да бидат дозволени само 35 такви денови. Според информациите објавени на интернет страницата на Министерството, просекот на присуство на штетните PM10 честички во воздухот е 130 микрограми на метар кубен, додека дозволените гранични вредности се 50. Овие досега измерени концентрации се највисоки во Македонија, со што Тетово е град со убедливо најмногу денови во годината во кои концентрацијата на отровните честички е повисока од граничната вредност.
на интернет страницата на Министерството за животна средина и просторно планирање во случај на загадување на воздухот во 5 последователни дена само декларативно стојат препораките од типот да се користи јавен превоз, да не се користат возилата без поголема потреба, да не се користи затоплување на просториите со прегорено отпадно масло, лакирани или обоени отпадоци од дрво и мебел, стиропор, пластична амбалажа, парчиња гума и синтетички материјал. Децата, хронично болните и старите лица да избегнуваат престојно отворено, а сите други да ги ограничат движењата и активностите во најзагадените зони од градот. Полицијата расветли 2 кражби, едната во џамија во Тетово, другата во домот на жител на Палатица. Секторот за внатрешни работи Тетово е расветли кражбата која вчера наутро била извршена во џамијата лоцирана на улица 176 во Тетово, а која ја извршиле тројца албански државјани на возраст од 23, 21 и 28 години, од Либрашт и од Елбасан. Тројцата извршители на кражбата непријавено престојувале на подрачјето. Повлегувањето низ незаклучената дрвена врата од северната страна на џамијата, од 2 метални каси за доброволни прилози на верниците, со употреба на метална жица успеале да одземат, односно извлечат известна сума парични средства. Со одземените средства заминале, но за кусо време повторно се вратиле назад, најверојатно со намера да продолжат со кражбата, но тогаш биле забележани од вработен во објектот кој го пријавил случајот, пошто најпрво 2 од нив, а потоа и третиот се приведени во координација со јавен обвинител, задржани се во СВР Тетово, и нешто подоцна со соодветен поднесок изведени пред судија во претходна постапка на Основниот суд Тетово. Тројцата албански државјани се осудени и изречена им е забрана за влез во нашата земја од 5 години, поради што ќе следи нивно депортирање во матичната земја. Полициски службеници на секторот за внатрешни работи Тетово ја расветлија исто така и кражбата на златен накит, која на 12 декември лани била извршена во куќата на 34 годишен жител на Палатица. При претресот реализиран вчера попладне со соодветна судска наредба во куќата на 19 годишник во ова тетовско село, во регал од една од собите на катот пронајдени се десетина парчиња разновиден златен накит, кои потекнуваат од оваа кражба. Пронајдениот златен накит е фотодокументиран и со потврда одземен за проверка и потоа му е вратен на собственикот, додека лицето е повикано, разговарано е со него и ќе се соочи со соодветен поднесок. Уште една информација од полицискиот билтен. Вчера вечер околу 23 часот во близина на железничката станица во Тетово затекнат е 27 годишник од Косово кој не располагал со никакви документи за идентификација и нелегално престојувал на подрачјето. Косовскиот државјанин е приведен, задржан и ќе биде предаден на отсекот за прекуграничен криминал, миграции, странци и реадмисија за натамошна постапка, информираат од СВР Тетово. Селото Јанче, сместено во срцето на Националниот парк Маврово, е се поатрактивно за туристите. Хотел-ресторанот Туто во ова населено место нуди одлични услови за гостите, кои можат да вкусат традиционална еколошка храна, но и удобен престој и одмор. Реката Радика, близината на Галичник, Дувските водопади и Барските бањи, го прави селото Јанче едно најпосетените населени место туристите. Селскиот туризам во ова место станува поатрактивен со изградбата на хотел-ресторан Туто, кој нуди удобен престој, мир и спокој на туристите. Бигорскиот манастир е на 5 километри, Галичник се наоѓа на целото Јанче, значи на само 5-6 километри, водопадите Дув се на 6 километри од тука, летничкото езеро Локов е на 2 сата пешачење од тука, Дебар, да кажеме, као поближен град е на 10 километри, Дебарски бањи се на 6 километри, Косоврашки, поточно бањи, Лазарополен е на 20 километри, значи, и многу други работи кои уште не се ни познати во јавноста, кои ги поседува, да кажеме, рекански регион. Навистина се атракција за иднина за туризам, да се организират добри активности. Хотел-ресторан Туто, сместено во селото Јанче во срцето на Националниот парк Маврово, нуди традиционална еколошка храна, а персоналот дава и логистичка подршка на туристите за планинските тури и посетата на туристичките локации во овој предел. Самиот чист простор и природата кој ги имаме наоколу, значи нудат многу шумски производи кои исто можат да се искористат во нашиот ресторан како гастрономска понуда. Печурките, да кажеме, тревките, чаевите. Луѓето кои живеат на овие простори, значи уште го имаат она своето
домачинките кои готват на тој традиционален начин, значи ги изготвуваме питите, качамаците и многу домашни други работи, како ајварот, турши. Значи сето тоа ние на некој начин го спакувавме во еден пакет и го нудиме на гостите и сигурно штом доаѓаат, значи Македонија и пошироко, мислам дека сме на добар пат и има успех сега за сега. Сега за жал знаете, нашите простори уште не се со многу информации потполнети. Имаме големи рекламации од туристите кои доаѓаат околу информации каде да се движат. За жал ја тоа го кажувам е многу и лоша работа за нас како држава, затоа што туристите за жал ни проаѓаат со многу малку активности на терен и значи не трошат многу пари. Тоа е голем минус за нас кои работиме во туристичкиот сектор. Ја на некој начин гледам да направам и околу градежни активности и реставрација на старата архитектура која видовте исто овде е дел од нашата програма, да им даме малце повише активности на луѓето, да можеме да ги задржиме во нашата околина, за да нормално ние гледаме да направиме некој си и придонес од тоа. Луѓето да нормално тие бараат, зашто природа имаме и во Швајцарија, и во Австрија, и во Германија. Туристите кога доаѓаат бараат во просторот, значи да се сретнат со луѓето, да разменат искуства, што луѓето јадат, како живеат, што од кои биле, што биле, као да кажеме овде на просторов постоја многу сведочанства, таа архитектура, да кажеме, еден сведок, значи дека луѓето кои живеле понапред овде не биле било кој. Да поседуваш таква вила во период пред 200-300 години и пак бил народ кој имал некаква, да кажеме, своја база и собствено. Секој објект е најбитната работа во бизнисот е да енергетски да се заштеди. Искористувањето на самите материјали, со моето искуство што работев надвор од Македонија во градежништвото, стекнав искуство дека самите градежни материјали се голема заштеда во енергетски аспект за да се изгради објект со природни материјали. Другото е, значи, се вклопуваме во самиот амбиент на природата, како што реков, е национален парк. И третата е, значи, финансиски зашпаруваме многу средства кога го собираме самиот камен. Дрвото и земјата, самиот простор е фактички загадуваме скоро ич, да кажеме, затоа што немаме транспорт на тие материјали и самата изградба на тие материјали малу во денешно време е проблем што луѓето навикнале на полуксузните модерни материјали. Тоа малце треба да се поработи на таа, да кажеме, тема, али воедно тоа би било и уште една шанса да направиме активности околу тие специфични, да кажеме, локални еколошки градби. Тоа би било една плюс брзина за нашиот туризам како активност за туристите кои доаѓаат. И бараат, се покажува интерес. Хотел ресторан Туту има поволни цени за гостите. Објектот има капацитет за 15 туристи, а собственикот има реставрирано и неколку објекти за престој во самото село. Средбата на високо ниво меѓу Европската унија и Турција посветена на мигрантската криза ќе се одржи на 7 март во Брисел, информира денеска неименуван европски извор. Како што наведуваат француските медиуми, тој прецизирал дека средбата ќе се одржи под формата на работен ручек. Председателот на Европскиот совет Доналд Туск минатата недела соопшти дека на почетокот на март ќе биде свикана средба на високо ниво со Турција. Тој при тоа подвлече важноста на заедничките активности со Турција за надминување на најтешката мигрантска криза во историјата на Европската унија. Повеќе од 270.000 луѓе се убиени во Сирија од почетокот на војната, соопшти Сириската обсерваторија за човекови права. Меѓу загинатите 46.452 се бунтовници и 44.254 исламистички бунтовници и джихадисти, меѓу кои странски борци. Во војната загинали 97.842 припадника на владините сили или на милициите, кои го поддржуваат режимот, истакнува организацијата со седиште во Лондон. Во исто време, службата на Обединетите нации за координација на хуманитарните прашања соопшти дека хуманитарни конвои со храна и со лекови пристигнале до илјадници луѓе од двете предградија на Дамаск, кои се под опсада. Хуманитарната помош е доставена до околу 20.000 луѓе од предградието Муадамија и на други 10.000 лица од предградието Кфар Батана.
Властите во курдската провинција во Ирак денес соопштиле дека курдските сили спасиле тинејџерка од Шведска од исламската држава во близина на градот Мосул кој го контролираат терористите. Регионалната курдска влада навела дека 16-годишната девојка била ослободена на 17 февруари во операција на курдските антитерористички сили кај Мосул. Во соопштението девојката од градот Борас во Шведска била идентификувана по име, а наведено е дека ја намамил член на ИСИС да отпатува во Сирија и потоа во Мосул. Исто така се наведува дека шведските власти и семејството на девојчето барале од регионалните курдски власти да помогнат. Таа сега се наоѓа во тој дел на Ирак, откаде ќе биде префрлена во Шведска. Најмалку 7 торнада ги погодија јужните делови на државите Луизијана и Мисисипи, при што 3 лица загинаа, а најмалку 30 се повредени. Метеоролошката служба во Луизијана утрово соопшти дека на загрозените места ќе бидат испратени екипи за да ги документираат штетите и да направат оценка за јачината на торнадата. Представник на службата истакна дека грмотевица е погодила зградата на метеоролошкиот завод во Слајдел, уништувајќи ги радарските системи. Времето денес беше претежно облачно со повремени локални врнежи од дожд и умерен повремено засилен ветер од северозападен правец. Утринските температури се движеа од 1 до 4, а дневните од 5 до 10 степени. Според метеоролозите утре не очекува сончево време со умерена облачност и со умерен југоисточен ветер. Утринските температури ќе се движат од 3 до 7, а дневните од 8 до 15 степени. Тука е крајот и на ова издание на регионалните вести. Имајте убав остаток од денот. Пријатна.